Над 300 бездомни животни шетаат слободно низ Велешките улици. Бројот на улични куќиња секојдневно расте. Граѓаните загрижени за оваа состојба не се безбедни слободно да се движат во сопствениот град. Ситуацијата алармантна, а институциите молчат. Екипата на Здравкин телевизија на терен разговараше со Виктор Мазнев, активист за правата на животните во Велес. На база на волонтерство вдомува куќиња, ги храни и ги стерилизира, со цел да им помогне и да ги вдоми. Тој вели дека бројката на бездомни животни варира, а во последно време дел од општините низ Македонија го решаваат својот проблем така што со камионот својот град ги дислоцираат и ги носат бездомните животни во град Велес. Виктор заедно со група од 10 волонтери од Сдруженијето за заштита на животните мака мачат со овој проблем. Инцидентите се секојдневно неизбежни, но никој не става крај на овој проблем што се влече подолг период и покрај донесениот закон за миленици. Закон е донесен одамна, но нема кој да го спроведе. Донесен е закон за регуларно чипирање на домашните миленици и вакцинација против бесниво, така што секој оној што решил да чува миленик во својот дом е задолжен според закон да го чипира и регистрира на своје име, за подоцна тој истиот миленик да не заврши како улично куќе, тоест бездомно куќе, кој би живеел на улица, но мал дел од граѓаните го почитуваат тоа и се јавија на огласот на Агенцијата за храна и ветеринарство и стварно ги чипираат своите миленици. Агенцијата, односно државата Република Македонија, обезбеди голем број на бесплатни микрочипови за да го лесни регистрирањето на домашните миленици, но само дел од граѓаните го искористија тоа. Затоа сега мислам дека ќе има поголеми казни и поголема регулација на тоа, па сега тоа ќе биде задолжително чипирање, но тие ќе мора да го падат чипот што до некое време беше бесплатен, сега истиот мислам дека е околу 850 дена. Тој смета дека општина Велес е една од општините што со правилен начин и пристап ги третира правилата за заштита на животните. Преку јавен тендер потпишале договор за соработка со пансионот за куќиња Гиовски тим, со кој се задолжуваат да се грижат секојдневно за чипирање на милениците, стерилизација, исто така да реагираат доколку некој од граѓаните интервенира за напад од улично куќе. Освен Гиовски тим, волонтерите и активистите за заштита на овие животни помагаат и многу граѓани надвор од Македонија. Најголема помош имам од луѓето надвор од Македонија, од Англија, од Франција, од Германија. Луѓето кои донираат за стерилизација, луѓето кои вдомуваат голем број од уличните куќиња ги вдомуваат таму и се чудат со каков менталитет во 21 век сме ние тука во Велес, општо во Македонија и на Балканот. Како може ние на 21 век проблем што е решлив се уште да не го решиме. Проблемот него не може да го реши само општината или да го реши некоја институција. Проблемот треба да го решиме сите заедно ние граѓаните. Без сите ние заедно да го исечеме коренот на проблемот, значи поради тоа што коренот на проблемот се граѓаните, не е општината, не се куќињата, проблемот се луѓето секој. Виктор додава дека надвор од Македонија се вдомени поголем број на животни. Во последните 4 месеци се вдомени над 50 до 60 куќиња во Германија, Англија, Холандија, Франција и многу други земји. Додека трае целата процедура, е потребно 1 месец за да ги вдоми во странство. Тој се грижи за нив во текот на целата постапка. Додека се спремаат вакцините, стерилизација, па се до проверка на домот и потпишување на договорот. Можам да кажам дека граѓаните во општина Велес се на нула со ова прашање. Значи можам да кажам дека во последниот период имам собрано околу 40 куќенца од домашни кучки што се оставени пред стационарот во општина Велес, што се оставени на улица. Голем број завршиле под тркала на колите, а многу поголем број во вардали во контејнери. Со една стерилизација од 2000 денара на нивната кучка, ќе имаме многу помал број на улични куќиња на улица. Но нивото ни е тоа, свеста ни е таа. Се надам дека полека Велешани ќе почнат да го разбираат дека решението на проблемот се сами тој. Во последно време куќињата пројавуваат агресивност, но се должи на фактор човек и дека станува збор за домашни миленици кои биле пуштени на улица и се осеќаат небезбедни. Апелирам до сите граѓани на општина Велес, сите заедно да се заложиме и да дојдеме во една општина, во едно општество кое што ќе биде безбедно за сите нас, да немаме куќиња на улица, сите заедно се заангажираме да стерилизираме домашни куќиња, да стерилизираме домашни улични куќиња, да вдомуваме куќиња, да ги чипираат своите миленици. Само на тој начин ќе дојдеме до ден каде што ќе имаме неколку улични куќиња, а не гутница на улични куќиња на улица. Заедничка сплотеност, стерилизација на домашните миленици и не напуштање на улица се низата фактори кои ќе помогнат овој проблем да се реши во брзо време, за да нема глутница од куќиња низ Велешките улици.